Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш гостин е министерот за економија Крешник Бектеши. Министре, последна одлука на владата е да се градат две гасно-водородни централи, и тоа во Битола и во Неготино. Според она што можевме да го видиме во одлуката, се вели дека се бара стратешки инвеститор за изградба. Кажете ми каков ќе биде овој модел? Дали ќе биде сличен на оној на Чебрен, каде што ќе се бара стратешки инвеститор заедно со државата, или буквално ќе се самиот инвеститор ќе ги гради овие централи? Токму така, значи имајте го предвид дека сме при крај со започнување на изградба на новиот интерконектор со Република Грција, кој ќе го зголеми капацитетот на нашата држава во делот на снабдување со природен газ, но не само, и со можност за во иднина да можеме да пренесеме и водород преку спецификацијата со која се гради новиот интерконектор. Веќе почнува постапка во делот на изградба на нови капацитети за производство на електрична енергија, но не само, и за топлинска енергија, посебно во градот Битола, а се предвидува дополнително како инвестиција да се користат моделот на јавно-приватно партнерство и во Осломе, каде што ќе може да се развие и топловодна мрежа за градот Кичево, тоа што го имаме веќе во Скопје, за да може да се развие. Во делот на ТЕЦ Неготино, таму се планира согласно стратегијата за енергетика и плановите што ги има СМ, таа да се конвертира на гасна и водородна централа, и ние како Министерство за економија веќе сме донесле одлука за да доставиме значи писмо за интерес на нашите соседни држави, пошто таму предвидуваме да имаме голем капацитет над 600 мегавати, каде што би можело да се вклучат и нашите соседи, посебно земјите од Западен Балкан, имајќи предвид дека балансирањето на електроенергетскиот систем во државата да се направи регионален, а на таков си начин да се спојуваат и пазарите, за да можеме да имаме што пофункционална берза, а во делот на снабдувањето да имаме сигурност во делот на снабдување. Кажете ми, тоа значи дека ќе биде веќе на постоечките постројки, односно на пример на блок 1 од Битола, од Рек Битола, оној кој што е неупотребливи, или буквално ќе се гради нов објект, нова централа? Токму така, во делот на рековите и Рек Битола и Рек Осломе, во постоечките локации ќе биде, а во Неготино, значи ќе имаме целосно нова централа, каде што, како што наведов и претhodно, значи ќе бараме од нашите соседи да бидат вклучени, ако не, тогаш најверојатно ќе биде со помал капацитет согласно потребите на нашата држава, а воедно тоа ќе биде инвестиција од страна на СМ преку модел на јавно-приватно партнерство, каде што би можело да се вклучат и приватни партнери кои имат искуство и кои веќе имат технологија за да може тоа да се конвертира после во водородна централа. Каков ќе биде огласот, всушност? Значи вака, во делот на огласот уште не е дефинирано во делот на критериумите, спецификациите и слично. СМ ќе биде вклучена сигурно како акционерско друштво во собственост на државата, во делот на процентите согласно студиите и анализите што ќе покажуваат, на таков се начин ќе донесеме одлуката. Јавни повици пред да има јавна расправа нема да бидат објавени. Значи ќе имаме јавна расправа со сите стручњаци во државата во секторот енергетика. Кои се предвидените рокови, посебно дека се работи за гасно-водородни централи? Значи ли тоа дека газ ќе стигне до Неготино и Битола, кој што ќе може да ги снабдува како гориво овие централи во соглед на досегашните практики, дека немаме газ? До 1 февруари е рокот за пријава на заинтересираните страни за изградба на интерконекторот со Република Грција. Имаме многу компании кои се заинтересирани, и меѓународни и домашни компании. Јас сум убеден дека тоа ќе биде успешен процес со кој ќе почне градбата околу март, почетокот, или пак најкасно значи крајот на март, каде што е предвидено во рокот не повеќе од 18 месеци ние да имаме целосна нова гасоводна мрежа во делот на снабдувањето на нашата држава. И тоа како држава ќе ни ја зголеми безбедноста во снабдувањето, ќе имаме диверсификација на снабдувањето, немаме да бидеме зависни само од Руската Федерација, од Република Бугарија, и таму немало никаква можност тоа да се случи за да не почне со градбата, иако имаше барање од бугарската страна, се со цел да бидеме зависни од нив, но
со овој капацитет секако дека ние ќе можеме како држава да бидеме целосно независни во овој дел. Има ли владата пресметка колку би чинеле изградбата на овие две? Рековте дека може државата да си дозволи да ги изгради, некаква пресметка дали имате? Пресметка моментално нема точна, но дека можеме, имаме капацитет да ја градиме во Кичево и во Битола, за тоа сме сигурни и тоа го кажуваат и експертите кои работат во СМ. За целосната нова централа во Неготино наведов дека првично ќе бараме да бидат вклучени нашите соседи, ако сака да користат одреден капацитет. На една друга тема, годинава се бира и универзален снабдувач со електрична енергија. Коментарите беа дека се фаворизираат делот заинтересираните компании. Дали владата ги фаворизираше со оглед на начинот на кој што беше распишан огласот и побарувањата во него? Не, никако не фаворизира владата ни една компанија. Тоа е транспарентна постапка, но секако дека одредени компании се многу амбициозни. И читам по портали и слично, мислат дека би можело да прават притисок врз членовите на комисијата или на владата. Тоа не може да се случи никако. Тие што ги исполнуваат условите се повикани да учествуваат и мислам дека согласно најдобрата понуда таква и ќе биде. Тука спорен беше и работниот капитал од 40 милиони евра, каде што грчката компанија го споруваше како еден од условите. Зошто токму се овој критериум стоеше како услов? Значи вака, јас додека сум министер за економија, а мислам дека и премиерот и сите други членови на владата, нема да дозволиме компании кои генерирале загуби да им се даде таква можност да ги снабдува сите граѓани во нашата држава. Компании кои со години наназад имале негативни биланси. Тоа ни се случи во време на енергетска криза, граѓаните знаат. Одредени компании се ставија во позиција да должат на МЕПСО милионски суми заради пропусти. Зборуваме за домашните компании кои што беа на либерализираниот пазар. Грчката компанија е грчка компанија, но е регистрирана во Македонија. Така, но нивните оправдувања се дека се работи за фирма ќерка на и таа се евидентира националната како македонска компанија. И таа функционира во Македонија. И која компанија би се пријавила, таа треба да биде регистрирана во Македонија и податоците да ги има во Македонија, како тековни состојби, начинот како работеле, референците што ги имат и слично. Пошто ние сме уверена држава и ние сами одлучуваме на начинот како ние ќе постапени во одредени работи. Притисоци, додека јас сум министер за економија, плаќање на портали, давање изјави е многу да бидам и транспарентен. Нивната најава беше дека ќе одат со многу пониска маржа од онаа кој што се бара во огласот. Огласот е со 11,5% маржа. Максимална маржа, што не може да биде поголема од тоа. Како ја креиравте токму оваа маржа? Заради тоа што последната понуда беше 11,5% и за да биде во интерес на граѓаните и на домаќинствата и да се намали цената на електричната енергија, одлучивме да бараме понудувачи кои ќе дават маржа помала од 11,5%. Слушнавме изјавата на премиерот Ковачевски кој што вели околу балансерот дека треба да се седне на маса и веќе да не вработуваме по етничка припадност. Подготвени сте и вие како влада, како партија која што нели е еден од националностите ги представува во земјата поголемите. Демократската унија за интеграција е најподготвена политичка партија со кадри и воедно и најподготвена политичка партија во делот на водење на институции. И тоа се покажувало и во време на кризи. Кадрите на Демократската унија за интеграција, иако по албанска националност, во енергетска криза, во време на пандемија, во делот на животниот стандард на граѓаните, во делот на менаџирање на кризите, пошто тие ресори ги водиле, кадрите на ДУИ не се грижеле само за едната етничка припадност во нашата држава, било тоа албанската или пак некоја друга. Се грижала за сите граѓани во нашата држава. Ако кадарот ДУИ води од една институција, тогаш се прави проблем зошто се прават вработување или не се прават вработување. Кај мене во кабинет повеќе од 50% се македонци. И јас сум горд што работам со тие луѓе и на начинот како сум работел и во време додека јас сум министер за економија. Ние не правиме такви разлики,
но гледам дека има таква некоја намера Постоеше да се балансер. присликува. Изјавата беше дека дали треба да се седне на маса и веќе да не се вработуваат по етничка припадност. Тоа и беше прашањето. Дали сега се уште ќе имаме огласи кај што ќе бараме со назнака македонец, албанец, ром или без разлика Значи, власи, или тоа ќе го снема веќе и ќе бараме само стручен кадар. Гледа се, основата на тоа е Охридско-Транковен договор. Ако се најде подобар модел за да имаме правична застапеност во државата, сега одека сме подготвени да седнеме и да разговараме за секакви модели кои првично би биле насочени кон тоа што не е квантитативно, што е квалитативно. Но тоа не треба да важи само за една етничка заедница. Тоа да важи за сите етнички заедници во нашата држава, за да бидеме насочени кон квалитет. И ние сме подготвени да седнеме да разговараме за такви модели без никаков проблем. Ја видовме пораката од холандскиот амбасадор во однос на притисоците кои што се вршат кон претседателката на Врховниот суд. Допираат ли ваквите изјави од амбасадорите? Еве веќе дојдовме во таква ситуација каде што предупредуваат дека тоа воопшто не е добро. Јас мислам дека тоа погрешно било сфатена, посебно од одредени медиуми кои се настроени негативно кон Демократската унија за интеграција заради други интереси, било тоа Изјавата на и амбасадорот олигарски погрешно? интереси. Зошто? Заради тоа што тој отворил тема со луѓето кои најмногу тоа го бара да се направи и кои ја поддржуваат, значи независноста на судството, но не само, и барат дополнително да се направи ветинг и во делот на политичарите. Знаете како вие говорите, ама од друга страна ја имаме претседателката на судот наспроти членот на судскиот совет кој што се поврзуваше со ДУИ, кој што 14 години бил дел од извршната власт. Тој е оној кој што води целата постапка во судскиот совет и сега велите дека вие нели како партија сте тие кои што медиумите не ве разбрале или пак имаат нешто против вас. Секој човек кој доаѓа од Кичевско и јас во медиуми се осликува како родина на Али Ахмети. Што мислам дека не е фер пристап, дека сите кичевчани му се роднини. Речи се 1/3 од Република Македонија е во Скопје. Ја мислам дека тогаш не треба да има функционери од Скопје, да ги поврземе роднински сите. Или пак, ние треба во вакви суштински работи, кои се сензитивни за граѓаните, треба да им оставиме на професионалците да ја вршат својата работа. Господјата што ја наведовте, може да излезе јавно и да каже што се случило. Но, првично, Па се започна бидејќи јавно излезе и кажа што се случувало. Не кажала Врховниот. јавно. Зошто мислите дека Дуи тоа го направило? А веднаш, значи, крив би било Дуи, знам зошто, заради тоа што на некои олигарси интересите не им одат како што треба во нашата држава и нема да им оди. Заради тоа што Дуи ќе работи напорно за да се зголеми конкуренцијата и секој да има можност, согласно визијата, идејата, стручноста што ја има, да се покаже и во приватниот сектор, но зошто да не и во јавниот сектор. Знаете како во последна нова година се поврзуваат многу афери сега. Не можеме да речеме дека сите не ве сакаат како медиуми или како олигарси. МНАФ, лотарија, она што се случуваше. Што е спорно со лотарија? Нели влезе финансиската полиција? Нели влезе сите институции? Па нема епилог. Да почекаме да видиме дали ќе има или нема. Затоа да почекаме. Сепак истражувачките новинари да открија многу. Да не преюдицираме во делот на епилогот. Или пак би сакале да направиме притисок врз институциите да донесат одлука која ќе биде противзаконска. Значи, има надлежни институции кои не се раководат од страна на кадри на ДУИ кои прават контроли. И да видиме што ќе покажат тие институции кои се надлежни и за спорот на лотарија и за другите спорови или пак слично. Да, во случајот на МНАФ, например, се остави лоша слика пред многу меѓународни институции и се доведува во прашање контролата на македонското небо. Значи, не е дека не се прави штета. Значи, вака сега. Јас не сум авокат на секој што би направил одредена работа. Но треба да ги кажуваме работи такви кои што се. Дали некој во нашата држава би се согласувал со изјава на председател на синдикат
кој му се спротивставува на премиерот на државата и му кажува на премиерот дека роднинските вработувања не се проблем во државата, непотизмот не е проблем. Може да се случи. Знаете како, во МНФ е вклучен во инцидентот висок значи, функционер од ДУИ. вработувања Тоа не се можеме да го проблем. занемарим. Што значи дека председателот на синдикатот може да го вработи братот, синот, ќерката, што има Ти не правел жената. инцидент. И Инцидент тоа, таму се случи тоа не е од друг конфликт на човек. интереси во државата. Значи да треба да зборуваме за норми. За тоа што се случило, меѓу човечки инцидент, меѓу колекски проблеми, за тоа ќе има постапки, има независни институции кои ќе ги донесат соодветните Во кој што одлуки. граѓаните нема Демократската доверба. унија за интеграција секогаш прави повик за да постапат надлежните институции и согласно законите да се донесат соодветните одлуки. Вклучувајќи ги и министрите на Демократската унија за интеграција и највисокото раководство на Демократската унија за интеграција. Ви благодарам на интервјуто. Беше задоволство. Почитувани, го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.